Овака. Различни генерации имат различни навики на живеење, различни начини на информирање, различни начини на учење и така натаму. Повозрастните практикуваат информирање преку телевизија, пред тоа било радио, повеќе сакаат да читаат некои, мало во последно време мислам дека веќе повозрастните не сакаат да читаат. Од друга страна, младите знаеме дека по цел ден сите сме на социјални медиуми, тука како најпопуларни се Инстаграм и ТикТок, Фејсбук го користат повозрастната генерација. Кога зборуваме за Инстаграм и за ТикТок, тука преобладуваат визуелните содржини, кои што се кратки, но се, како да кажам, поагресивни се. Кратки се пораките кои што се пренесуваат кон публиката, за разлика од медиуми како Facebook, социјални мрежи како Facebook, каде што на пост се пишува подолги текстови, каде што може да се прочита, се ставаат линкови, да се пренасочи на некој портал и така надале. Во врска со дали младите се заинтересирани за политика, јас мислам многу малку. Мислам дека исто така најголем дел од младата популација не е запознаена со изборниот процес, со политиката, кои се ингеренции на претседателот, кои се ингеренции на парламентот, кои се ингеренции на општината и така натаму. Пошто моје мислење во оваа насока е дека секој млад човек дома кога ќе зборува со неговите родители, мислам дека на 90% ќе им кажат не се меши со политика, тоа не е за тебе, тоа е нешто негативно, во негативен контекст. Тоа е се резултат на политичката состојба во нашава држава изминатите 30 години. Сега дали младите треба да се интересираат за политика, мислам дека да, поради тоа што на крајот од денот политиката, односно луѓето избрани преку политиката ги водат институциите, дали ние сакаме да признаеме или не, тоа е така. Во однос на информирањето, политичките партии сега веќе следам дека почнуваат да практикуваат користење на Инстаграм, на ТикТок мислам дека јас немам видено, барем не знам дали има. Али Инстаграм веќе се актуелни, така да на Инстаграм сега пред неколку години излезе новиот апдейт во кој што се воведува Reels. Таму сега во овој дел многу се популарни шорткатите, односно кратки сечоци од клипови, од гостувања, подкасти и слично, каде што најчесто е ставен само одговор на едно конкретно прашање. И шорткатите се кратки, траат, мислам, најчесто до 30 секунди. И баш тоа е времето кое што некој би го потрошил да се информира на одредено прашање или на одредена тема. И обично шорткатите се тие содржини кои што имаат најголем рич.